Почитувани граѓани, почитувани медиуми, Зоран Заев е најголемото зло што и се случило на Република Македонија. Зоран Заев вчера ја потврди автентичноста на разговорите кои граѓаните има можност да ги чујат деновиве каде што го пцуе сопствениот народ, но и јавно потврдува дека бомбите ги имале повеќе луѓе со сомнителен бекграунд. Се потврди дека нелегално стекнатите аудиозаписи кои ги имаше Зоран Заев за илјадници граѓани не биле безбедни и пристап до нив имале, а и воедно и Зоран Заев ги давал на кого стигне. Јасно е како бел ден дека разговорите во моментов може да ги поседува било кој и да оценува било кого само затоа што Зоран Заев тие истите разговори ги давал и пристап до нив имале и луѓе кои што претходно беа обвинети за криминал, како на пример Захир Бекири Чауш, партиски близок човек на Зоран Заев, инаку обвинет за фалсификување патни исправи, каде што заедно со него селектирале што да се објавува во медиумите. Зоран Заев е човекот кој што десетици илјади приватни разговори од граѓани ги дал во рацете на разни луѓе, кои денес може да тргуваат, да оценуваат и изнудуваат пари од граѓани и бизнисмени кои што ги има на снимките. Впрочем, тоа го правеше Зоран Заев најпрвен преку СЈО, а сега гледаме дека и многу други луѓе ги поседуваат и имаат пристап до бомбите на Зоран Заев. Тој и самиот Заев го потврди на онаа бомба која што беше објавена во медиумите од пред неколку денови. Сега веќе е јасно дека не се предадени сите разговори во институциите, ниту пак дека ги поседувал само еден човек. Овие аудиобомби веќе се предмет на тргување на така наречениот црн пазар и може било кој да тргува и да ги купи. Не може да се очекува ништо поинакво од човек кој си го пцуе сопствениот народ. Но Зоран Заев треба биде свесен дека сопствениот народ се срами од него и неговите постапки. Вистинското лице и лицемерието на СДСМ и Заев, за жал граѓаните го видоа. Тоа се преку пцовки, потврдувајќи дека Заев се што говореше во јавноста е невистина, манипулирајќи ги граѓаните. Наводната борба на Зоран Заев за подобар живот била само борба за власт и криминал. Благодарам. Повелете прашања? Јас имам едно. Вчера по лидерската средба Заев излезе со тврдење дека изборите се прогласени и дека е постигната согласност за важење на уредбата за изборите. Тоест изборите да се одржат 22 дена по ванредната состојба. Коментар за ова и коментар за изјавата на социјалните мрежи на Љупчо Николовски во однос на лидерската, ако може. Да, успеав да ја прочитам и да го прочитам оној пост на Љупчо Николовски од СДСМ, но морам да истакнам дека Зоран Заев е осамен во желбата за брзи избори на сметка на здравјето на граѓаните. Неговите позиции и лицитација со датуми не биле прифатени вчера на лидерската средба, ама буквално од ниту еден од лидерите кои што беа учесници на средбата. Зоран Заев, како и секогаш на средбата, отишол неподготвен, исклучио подготвен да разговара за датуми, а не и за заштита на здравјето на граѓаните. Тука е лицемерието на СДСМ и Зоран Заев, каде што вела дека здравјето на граѓаните им е пред се, а всушност единствено им се зборува за датуми. Неколку невистини искажани од Заев и Спасовски по одржаната лидерска средба би сакал да јавно да ги обелоденам пред граѓаните за да не дојде до забуни. Најпрви не е точна изјавата на Зоран Заев дека изборите се прогласени. Најпрви избори не може да бидат прогласени кога договор за датум нема консензуално од лидерите, а датумот пред се зависи од три фактори: оценка за здравствената состојба од Комисијата за заразни болести, потоа мислење од Државната изборна комисија за преземање било какви действија и подготовка за избори, како и обезбедување на официјални наблюдувачи од ОПС и ОДИХР, кои треба да обезбедат целосно покривање, односно мониторинг на мисијата и целиот изборен процес, односно и денот на гласањето. Второ, целосно е невистиното и повторно тука лажат Зоран Заев и Спасовски со тврдењето дека изборните действија продолжуваат таму каде што застанале претходно, односно последниот пат пред да се воведе вонредна состојба од страна на Стево Пендаровски. Не може да е така ова, затоа што фактот
е дека и двајцата се согласија дека Државната изборна комисија треба да даде своја проценка за тоа колку време е потребно за подготовка на изборите, под услов дека Комисијата за заразни болести ќе даде зелено светло дека може да има услови за кампања, односно да си течат изборите и објективното потребно време на ДИК за прочистување на избирачкиот список, односно организирање на самите изборни действија и условите кои треба да бидат обезбедени. Таков рок е минимум 60 дена од денот на распуштањето на изборите. Третата точка, односно невистина од Зоран Заев е таа дека укинувањето на вонредната состојба ќе значи веднаш почеток на еден изборен период. Тоа не може да се толкува така и на тој начин и представува противправно толкување на изборниот закон. Сега веќе се повеќе забележително незрелото однесување на Зоран Заев како и лицемерието и безчувствителноста кон заштитата на здравјето на граѓаните, кое сепак е најважно за сите останати, освен за Заев, кому му се брза за избори. За Зоран Заев лидерската средба се претвори во политиканство и во борба за помал пораз, а не и во суштинска борба за здравјето на граѓаните, односно најпрвен да се исполнат сите услови, па потоа се организираат избори. Добро е што на таа лидерска средба е прифатен планот на председателот Мицкоски во 4 точки, со што ќе се гарантира најпрвен здравјето на граѓаните. Уште подобро ќе биде Зоран Заев нова да пристапи сериозно и зрело, а не незрело и очајно како во моментов или калкулантски во обид да спаси нешто од последните денови на својата политичка кариера. Ова не е борба за потесен пораз на Зоран Заев, туку борба за заштита на здравјето на граѓаните, кое е најважно во моментов. Но сепак нокаутот од народот за Зоран Заев на изборите не му бега. Кога и тие да се случат, Зоран Заев ќе изгуби, ќе биде нокаутиран од страна на граѓаните, но во моментов сега е најважно здравјето на граѓаните. Дали може ваш коментар во однос на одлуката да може функционерите да патуваат во странство, без при тоа повраќањето да влегуваат во карантин? Еве, уште едно лицемерие на увид на јавноста, лицемерие од страна на СДСМ и Зоран Заев. Најпрво велат дека здравјето на граѓаните им е најважно, а потоа им дозволуваат да функционерите, односно носат уредба да функционерите од оние именувани од власта да можат да патуваат во странство без при тоа да ги почитуваат сите оние мерки кои што се зададени и ги почитуваат и граѓаните кои што се враќаат од патувањата во странство, односно влегување во изолација, карантини и така натака. Мора да сватат Зоран Заев, СДСМ, власта дека нивното здравје не е ништо повеќе или помалку од здравјето на граѓаните. Сепак тие не се ништо повеќе супериорни од граѓаните кои што треба да ги почитуваат законите и мерките донесени од страна на владата за оваа пандемија и предложени од официјалните лица, а не да се однесуваат вака незрело, несериозно, каде што сака да се представат дека тие се нешто повеќе од граѓаните кои што живеат во оваа држава. Напротив, заврши тоа време каде што државните функционери се повеќе од граѓаните, не, туку треба сите да ги почитуваат еднакво мерките кои што се зададени и кои што закони владаат во Република Македонија. Ово уште едно лицемерие дека воопшто не им е важно здравјето на граѓаните, единствено сакаат да користат полуги кои што самите себе си ги задаваат и да се во еден случај да се наметнат над законите и граѓаните. Благодарам.